Почитувани, раководството на СДС на клиниката за дерматологија наплаќало услуги од пациенти без да поднесе извештај до Министерството за здравство. Имено, клиниката за дерматологија има право да дава услуги на пациенти кои плаќаат со лични средства и странци во делот на козметологија, за што е потребно на секои 6 месеци да доставува извештај до Министерството за обемот и видот на извршените здравствени услуги. Дополнително, за да извршува таков тип на работа, клиниката морала да има согласност од Министерството за здравство, која што ја немало. Ова е констатација на извештајот на Државниот завод за ревизија, изготвен во 2024 година за периодот од 2023. ДЗР констатира дека клиниката морала да има одобрен ценовник од Министерството за здравство, на база на кој ќе дава и наплаќа услуги, а го немала. Со тоа, дадените услуги платени од парите на граѓаните ги наплаќала незаконски. Јавното обвинителство да постапи по извештајот на ДЗР и да ги истражи овие наоди. Јавното обвинителство да отвори постапка и да утврди како се наплаќани парите, колку се наплаќало и дали дел завршувале и во приватни џебови. Ви благодарам. Повелете прашање? Имаме прашање кое пристигна до Центарот за комуникации пред почетокот на пресконференцијата. За тоа, кој е вашиот коментар како партија за случајот со младата Фросина? СДСМ во недостаток на основи за објективна критика се обидува да користи несрекни случаи за дневна политика и за манипулација на чувствата на луѓето, која на крај завршува со дополнителни разочарувања и трауми за семејствата. Венко Филипче, исто како и неговиот стопан Зоран Заев, не размислува на средствата кои ги употребуваат за дефокусирање од нивните криминали. И сакам само да ја подсетам јавноста на случаите Нешковски и Младенов, чија несреќа беше со години политички злоупотребувана. Тоа е таа заедничка состојба на умот која ги одликува и Зоран Заев и Венко Филипче. А што се однесува до самиот случај, вредно е да се напомене дека 20 годишникот која усмрти девојката минатата година бил ослободен од притвор со одлука од судиката Даниела Алексовска-Стојановска, која освен што го ослободила, како полнолетен го упатила во воспитно-поправен дом. Тоа е истата судика која всушност постапуваше по предметот Талир 2, каде брутално беше таргетирана ВМРО ДПМН низ политичко-судски притисоци.